Министерот за правда го одби како неосновано барањето на бугарското здружение Културен центар Иван Михајлов од Битола во својот назив да го употребува ова име. Потегот на лога следува откако Комисијата за употреба на имиња на личности даде негативно мислење за употребата на името Иван Михајлов поднесено од истоимениот битолски културен клуб. Министерот Лога го потпиша решението имајќи го предвид негативното мислење на Комисијата за употреба на имиња на личности, која денеска одржа седница и во образложението за негативното мислење наведе дека именувањето на какво било здружение на граѓани со името Иван Ванчо Михајлов представува навреда и провокација на националните чувства на македонскиот народ, со оглед на неговото јавно и постојано негирање на македонскиот идентитет, јазик и култура. За подсетување, од Здруженијето Иван Михајлов се изјаснија дека не само што нема да го менуваат името на Здруженијето, туку и дека правата ќе ги барале пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Но од бугарското здружение Цар Борис III од Охрид поднесоа барање за промена на името, но не е комплетно, велат од Централниот регистар. Во соопштението кој го испратија попладнево стои дека донесле решение со кое барањето за усогласување од страна на Здруженијето Цар Борис III од Охрид се одбива. Централниот регистар го одби барањето за усогласување од страна на Здруженијето Цар Борис III од Охрид, од причина што од страна на Здруженијето до Централниот регистар во законски предвидениот рок од 30 дена не се доставени бараните документи дадени во известувањето, а во согласност со законот за здруженија и фондации. Инаку на Facebook страната на организацијата Фондација Македонија, повикувајќи се на изјава која председателот на Здруженијето Томе Блажевски ја дал за известен портал, тврда дека од Цар Борис не поднеле барање за промена на името на Здруженијето. Во врска со ова се обидовме да стапиме во контакт со Блажевски, но безуспешно. Случајно или не, телефоните на добар дел од членовите на Цар Борис III денеска беа исклучени. Но новоосвестен бугарин кој сакаше да остане анонимен, а е познат на нашата редакција, вели дека во меѓувреме во Здруженијето имало смена на лицата кои претходно биле поставени на одговорни позиции и дека преку ноќ за секретар бил поставен Христијан Пендиков, кој сега ужива лагоден живот во Бугарија под закрила на тамошните власти по инцидентот со тепачката, случај кој влегува во Европскиот парламент, односно во извештајот на Европската комисија. Што се случува со Здруженијето не знаеме, ниту ние не успеавме да стапиме во контакт со Блажевски, бидејќи целосно не изолира, а сакавме да дознаеме дали ќе има промена на името на Здруженијето, вели нашиот соговорник, кој како што вели од за него непознати причини, одредено од членство се држи на страна од Здруженијето, каде сега фигурираат нови лица.